Дел од проблемите и барањата на самохраните родители и еднородителските семејства, најпрвен би било статусот, решавање на статусот и дефинирање на статусот на самохран родител и еднородителски семејства, кај што денес е речиси невозможно да се функционира како самохран родител, законска неусогласеност кога станува збор за тоа што значи самохрано, а што еднородителско семејство, односно не е дефиниран статусот. Во интервенција е потребна во Законот за домување. Голем дел од самохраните родители и еднородителските семејства живеат во станови под закуп. Државата нема доволен број на државни станови каде овие семејства би се сместиле и поради тоа е потребно или да се даваат државни станови или пак да се даваат државни кредити со кои што самохраните родители би можеле да купат свој собствен стан. Интервенција во Законот за социјална заштита, единствена поволна согласност овој закон имаат самохраните родители кои што имаат бесплатна градинка за своите деца. Тоа не важи за еднородителските семејства. Потребна е интервенција во Законот за образование, каде што нема никаков државен и правен механизам за дополнително финансирање на децата од еднородителски семејства или од самохрани семејства, и тоа за било кој степен на образование, дури и за основно и за средно. Државата нема никаква помош и фонд за да помага на самохраните и еднородителските семејства со парични средства за прибор, за ранец, за материјали за училиште, за облека и слично. Интервенција потребна во Законот за здравствена заштита, бидејќи согласно нашиот систем за здравство не постои ниту еден акт кој што овие видови на семејства, оваа целна група, би ги ослободило парцијално или целосно од партиципацијата за лекување во нашата земја, и поради тоа, за жал, секојдневно по социјалните мрежи гледаме апели секојдневни за собирање на финансиски средства за лекување на деца или родители од оваа целна група. Законот за правда и правен пристап исто така потребно е интервенција, бидејќи согласно Законот за правна помош, многу мал дел од самохраните родители имаат можност да искористат овој вид на мерка. Овде би споменала и судските постапки, кои што се со високи такси, нема никакво ослободување за самохраните родители и еднородителски семејства од судски трошоци и судски такси, парниците кои се водат се со долг временски период, и тоа е голем негативен исход на сметка на самохраните